Добар ден, почитувани, ова е магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Децата во предучилишна и училишна возраст често имаат воспаление на крајниците. Особено е проблематичен третиот крајник. Дали сите деца имаат трет крајник и каде тој се наоѓа? Зошто понекогаш создава проблеми со слухот? На каков начин се лекува и кога се препорачува оперативно да се отстрани? Постои ли гаранција дека по операцијата крајникот нема повторно да се врати? За сето ова повеќе од разговорот со денешната гостинка, доктор Маринела Малинова, оториноларинголог од специјалистичката ординација за уво, нос и грло. Доктор Малинова, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Најпрво благодарам за поканата што денес каде сум ваш гостин. Чест ми е. Ке имаме денес еден интересен разговор, бидејќи третиот крајник создава често проблеми кај децата, но не кај сите. Па што тоа значи? Дали сите деца имаат трет крајник или не? Сите деца имаат трет крајник, меѓутоа дали ќе предизвикува проблеми или не, зависи од многу фактори. Пред се конституционалните фактори, наследната компонента имаат голема улога. Третиот крајник или тонзила фарингика се наоѓа во задниот дел на носот, односно во назофарингсот, кој што представува и горен дел или горен спрат од ждрелото. Значи представува лимфно ткиво и со Т и Б лимфоцити. Така да представува дел од Валдаеровиот заштитен прстен, кој што го штити детскиот организам од болести. Значи прва бариера при навлегувањето на бактериите и вирусите. Бактериите и вирусите кои што навлегуваат преку носот или орофарингсот. Так. А може ли третиот крајник да го видиме ние со голо око? Не. Значи третиот крајник, за разлика од палатиналните тонзили кои што можеме да ги видиме со самото отварање на уста, третиот крајник, бидејќи реков се наоѓа во задниот дел на носот, не може да се види со голо око. И постојат специјални инструменти кои што ги користиме во оториноларингологијата за преглед на третиот крајник, а тоа е фиберназофарингоскопот или ригидниот ендоскоп. Значи тие се назални ендоскопи кои што ги користиме во секојдневната пракса за да можеме да го видиме третиот крајник, односно да го видиме задниот дел на носот. Со колкава големина? Колкава големина обично има третиот крајник кај децата? Видете, големината значи на третиот крајник не е битна. Зашто? Затоа што ние не оценуваме апсолутната величина на третиот крајник, туку со односот што го има третиот крајник со епифарингсот. Што значи тоа? Што е епифарингс? Со грлото, така? Значи со горниот спрат на ждрелото, односно со задниот дел на носот. Значи може да биде голем третиот крајник, меѓутоа да не го обструира во целост епифарингијалниот простор и да има проводност, така да не прави никакви проблеми. Значи има деца со голем трет крајник, меѓутоа кај нив нема никаква проблематика. Меѓутоа доколку третиот крајник, без разлика колкава е неговата големина, ако го зафаќа целиот епифарингијален простор, го блокира, го обструира и плюс рачунете кога ќе се нацица со секрет при воспаление, значи тоа е како ќофте позади, значи притиска и врз остиумите на тубите, па така да често пати доведува и до воспаление на средното уво, и до секреторен отитис медија, што консекутивно, ако се повторува повеќе пати во текот на годината, доведува и до кондуктивна редукција на слухот кај некои деца. А се намалува ли третиот крајник со текот на годините? Имаат ли децата во пубертет трет крајник или при прегледот веќе не гледате ништо? Да, значи третиот крајник природно инволутивно си се намалува околу 12-та година од животот, имено кога децата излегуваат од тој пубертетски период, бидејќи тој како лимфно ткиво е најактивен во предпубертетскиот период, од втората некаде до 8-та, 9-та, 10-та година во животот. После, заедно со сите лимфни ткива на Валдаеровиот прстен, се скврчува, се намалува или инволуира. Така да обично околу 12-та година значително веќе се намалува, така да не прави проблем. Меѓутоа, да нагласам дека во овој период веќе имунолошкиот систем на децата е значително постабилен, посозреан, па и самото тоа игра улога, значи бидејќи тогаш веќе се намалува инциденцата на акутен аденоидит, односно акутно воспаление на третиот крајник или на хронично воспаление на трет крајник. Така, значи објаснивте функцијата на третиот крајник, бидејќи некои родители сметаат дека овој трет крајник нема никаква функција освен да создава проблеми. Активно учествува во имунолошкиот систем кај детето, а се случува ли некогаш и возрастни се уште да имаат трет крајник? Се случува. Се случува. Значи има и возрастни луѓе кај кои што има голем трет крајник, кој што не можам да кажам дека е баш активен, бидејќи ако е активен веќе не е тоа, значи, ајде да кажам, нормално. Меѓутоа
може да биде голем третиот крајник, но да не прави никаква симптоматологија. Едноставно си е присутен тука. Сега какви се проблеми може да создаде третиот крајник? Веќе споменавте доколку е голем, дека може да притиска на дел од органите поврзани со увото и да доведе до слабење на слухот. Може ли детето скроз да го изгуби слухот на увото? Прво, сакам да кажам дека има разлика при акутното и при хроничното воспаление на третиот крајник. Значи, ако еднашка се случи едно акутно воспаление на трет крајник, значи детето не може да го изгуби слухот. Ќе се случи еднашка, ќе се даде соодветна терапија и ќе се заврши приказката. Кај акутното воспаление на третиот крајник исто сакам да спомнам дека не се случува од само себе, веднаш да дојде до инфекција на третиот крајник, туку имаме претходно чести последователни, нетретирани или недоволно третирани воспаленија на слузницата на носот. Сега, воспаленијата на слузницата на носот претежно почнуваат како вироси. Меѓутоа, доколку тоа се занемари или не се лекува на време, обично се накалемува бактериска инфекција. Таа бактериска инфекција после си продолжува во лимфното ткиво на третиот крајник. Најчестите предизвикувачи се Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis. Тие се најчесто изолирани соеви од третиот крајник. Кога веќе имаме акутно воспаление на третиот крајник, тој се неговото ткиво, лимфно ткиво, ајде да го замислиме, е со крипти. Се имбибира со секрет. Значи се собира таму секрет. И тој се зголемува. И веќе прави проблем, прв проблем е отежното дишење на нос. Отежнатото дишење на нос особено е тешко кај доенчиња, затоа што веќе интерферира и со цицањето. Па не јадат. Точно. Не цицаат, не јадат, родителите веќе се вознемируваат, меѓутоа акутното воспаление на третиот крајник оди и со општи симптоми. Обично покачена телесна температура, која што знае да биде значително покачена до 39 степени Целзиусови. Бидејќи детето не јаде, омалаксано е, значи има една општа лоша состојба. Може да се јави и слевање на секрет од нос кон грло, бидејќи под дејство на сила на земјина тежа оди надоле секретот, детето не знае да го изфрли преку носот, па тоа да доведе до десцендентна кашлица. Често пати има и отечени лимфни јазли на врат. Повраќање. Така да состојбата на вистина кај на родителите им делува загрижувачка и драматична. Значи, тоа што се однесува до симптоматологијата на третиот крајник акутно. Меѓутоа, чести повторувачки акутни воспаленија на третиот крајник доведуваат до хиперплазија и хипертрофија и на лимфното и на сврзното ткиво на третиот крајник, и тоа веќе го викаме, значи, хронично воспаление, односно вегетација аденоидес. Хроничното воспаление, за разлика од акутното воспаление, кај децата прави еден типичен изглед на детенце кој што има голем трет крајник. Во оториноларингологијата го викаме фацијас аденоидес. Односно, што значи тоа? Бидејќи децата, значи, веќе со денови, па можеби со месеци не спијат како што треба, значи, навечер, лицето добива специфичен изглед, односно, ради отворената уста имаме една прогнатија, се збришуваат назолабијалните бразди. Лицето да не го појасните со јазик што можеме да го разбереме. Значи, отвореното дишење на дишат преку уста наместо преку нос, така? Така. Значи, еве ќе ви кажам, значи, уште од врата може да се види дете кое што страда со трет крајник уште пред да почнеме со инвестигацијата. Тоа е уморно, со подочњачиња, со блед тен, со збришани назолабијални бразди, значи дури долната вилица е малце поиспапчена, се јавува таа прогнатија. И тоа е тој типичен фацијас аденоидес ради спиењето со отворена уста. А хрчат ли тие деца навечер? Па тоа е главниот симптом со кој што родителите доаѓаат, бидејќи тука не се малтретираат само децата, туку и самите родители. Значи, со денови, со ноки, и родителите не спијат. И тоа не само што детето не спие убаво и хрчи, може да има и обструктивни слип апнеи, што навистина вознемирувачко. Така да, кога не можат, кога престануваат да дишат неколку секунди. Кога престануваат да дишат по неколку секунди, секако. А може ли ова да се случи и со без присуство на бактерии или пак некакви акутни инфекции, само затоа што третиот крајник си едноставно поголем, отколку што е протокот на, како го кажавте, на оној дел од епифарингс. Да, епифарингс. Најчесто се јавува таа хиперплазија, хипертрофија ради честите воспаленија. Значи не дека не може да биде голем. Па ги спомнав конституционалните фактори. Еве кога ќе си направиме муабет со родителите анамнестички, обично едниот, па ако не и двајцата родители страдале од истиот проблем како деца. Обично кај деца кои што имаат голем трет крајник или кај едниот или кај двајцата родители
бил отстранет третиот крајник или ако не бил отстранет страдале. Значи си постои таа конституција, некај секое дете имаме проблем. Меѓутоа честите воспаленија пак доведуваат после до таа хипертрофија да биде толку значајна што го обструира целиот епифарингеален простор. И реков нели и остиумите на тубите, пошто спомнавме дека знае да доведе и до намалување на слухот. А како родителите обично забележуваат дека нивното дете пославо слуша па доаѓаат на лекар? Претпоставувам, вие го проверувате слухот и сваќате дека имаат проблем со третиот крајник. Јас ќе објаснам и како го правиме целиот преглед за третиот крајник, вклучувајќи го и слухот, меѓутоа да одговорам на вашето прашање многу едноставно. Значи, го викаат детето по име, да кажеме, а тоа гледа телевизија, детето не се врти. Значи, треба да е во фокусот на вниманието на детските очи родителот, за да свати дека го викаат. Дека некому му се обраќаат. Да. Сега, на почетокот родителите мислат гледа телевизија, омилената серија моја, омилениот цртан филм мој. Фокусот му е на друга страна. Да, меѓутоа родителите брзо сваќаат дека тоа всушност не е така. И се едуцирани. Денешните млади родители се многу едуцирани. Значи тие гледат, пратат, се консултираат, читаат. Значи онма ги поврзуваат работите. Дека отежнатото дишење на нос, хрчењето при спиење, аха, тука веќе има проблем со третиот крајник, си одат на педијатар, педијатарот ги насочува кон оториноларинголошките служби како што е редот, бидејќи ние ги правиме тие прегледи. И секако, еве, падот на слухот, меѓутоа не се јавува кај сите деца. Значи, и за тоа треба некоја предиспозиција да имаат или не? Зависи. Значи, третиот крајник може да го обструира епифарингеалниот простор нагоре, на кај горниот зид. Меѓутоа, да не ги стиска од остиумите на тубите кои што се странично. Меѓутоа, ако врши притисок и таму, тогаш доаѓа до пореметена аерација на средното уво. Значи, и тогаш се јавува или ретракција на мембраната со воспаление, или се јавува течност позади мембраната, односно секреторен отитис медија. Сега па последователни секреторни отити, ако не се решаваат како што треба, знаат да направат адхезии кои што перманентно знаат да го паднат слухот. Значи, третиот крајник може и воспаление на увото да создаде и поради честите инфекции, милион компликации, како што веќе наведовте. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани на сите прашања, одговор ќе добиете од доктор Маринела Малинова, оториноларинголог од специјалистичката ординација за уво, нос и грло, доктор Малинова. Како изгледа прегледот кога едно детенце ќе дојде кај вас и вие сега се сомневате дека има зголемен трет крајник? Комплициран ли е? Тешко ли е да се прегледа мало дете што не соработува? Прегледот не е комплициран. Значи, најбитен според мене е пристапот. Заради тоа што дете кога доаѓа прв пат во ординација има страв. Значи, први треба да се ослободи детето. Јас во мојата ординација имам специјално детско катче кај што децата првин се релаксираат, цртаат, бојат, ќе ги почастиме со нешто. И после тоа, додека го правам муабетот со родителите, односно земањето на анамнезата, пошто кај дете имаме хетероанамнеза. Тоа што се случува го добиваме нели од родителите како податок. И прегледот, значи, започнува и за акутно и за хронично воспаление на третиот крајник со преглед, основен орала преглед, односно преглед на ушите, носот и грлото, па после го правиме прегледот на третиот крајник. Отоскопскиот преглед е тотално безболен преглед, значи нема дете кое што тука се исплашило бидејќи му се објаснува дека ова е сијалица, па ќе се стави во ушињата, ќе се види и така да обично не прават апсолутно никаков проблем. Обично можеме да забележиме или нормални мембрани, или ретрахирани мембрани, или воспалени мембрани, зависно од тоа до кај е ситуацијата што е предизвикало акутното, односно хроничното воспаление на третиот крајник. После продолжуваме со предна риноскопија, односно преглед на предниот дел на носот со специјален инструмент, кој што исто така безболен преглед, меѓутоа тој ни овозможува евалуација само на предниот и на средниот сегмент од носот. Значи, местото каде што е третиот крајник позади не можеме да го видиме со предната риноскопија, но секогаш, и кај акутника и хронично воспаление на третиот крајник, гледаме еден слузав, серомукозен, па после и слузаво гнојав секрет, доколку станува збор за некоја бактериска инфекција. После правиме преглед на грлото, сите сме го искусиле во животот, преглед значи со стапче, со шпатула, се притиска базата на јазикот, се гледа целата орофарингеална слузница, која што често пати знае да биде воспалена при тие воспаленија на третиот крајник, меѓутоа не мора да значи, а скоро секогаш, особено кај акутниот аденоидит, имаме слевање на секрет од нос кон грло по задниот назо и орофарингеален зид. Так, значи секрет кој што си капе, тече, значи се гледа. И затоа многу помагаат аспирациите, затоа што детето не може инаку да го извади секретот. Сега прегледот на третиот крајник спомнав е со ендоскопија. Значи,
Значи се внесува камерче. Да, се внесува камерче, прегледот е безболен, не оди со анестезија, нити со некои претходни подготовки, затоа што не е многу длабок? Не. Затоа што не е болно, можеби малце нелагодно или непријатно, особено ако детенцето нели мрда малку. Иако е помало. Да, иако е помало. Не разбира. Да, меѓутоа кратко трае прегледот, така да нема никакви претходни подготовки или анестезиолошки подготовки за прегледот и веќе имаме нели можност оториноларингологот има можност да види колкава е големината на третиот крајник, дали е акутно имбибиран со секрет, каков е секретот кој што е внатре и така да види дали е затворен целиот епифарингеален простор или не, дали има притисок врз тубите или не и да си донесе диагноза врз основа на тој преглед всушност се поставува диагнозата за третиот крајник. Акутно или хронично воспаление на третиот крајник и потоа се прават прегледите за УФО. Сега, тука работиме тимпанометрија и аудиометрија. Тимпанометријата е објективна метода за испитување на слухот и затоа се прави уште во детската возраст. Меѓутоа, тоа не е ни метода баш за испитување на слухот, туку и за испитување на состојбата на средното во односно комплијансата на мембраната. Постојат 3 вида на тимпанометриски криви, тимпанометриска крива тип А, тимпанометриска крива тип Б и тимпанометриска крива тип С. Нормално сакаме да ја видиме таа првата А, која што укажува на нормален наод. Најнепосакувана е тимпанометриската крива тип Б, што зборува за еден секреторен отит или натрупаност на секрет позади мембраната, кој што треба посекако што може поскоро, ако можеме со конзервативна терапија да го евакуираме преку тубата низ носот, ако не ќе треба да се прави меринготомија, да се пласира цевче на самата мембрана, за да може да се изравни притисокот од двете страни, и тимпанометриска крива тип С, која што зборува за туботимпанитис, односно затнатост на тубата. Аудиометријата, за разлика од тимпанометријата, е субјективна метода за испитување на слухот, значи зависи од испитувачот, зависи од испитаникот, зависи од просторијата и најбитно зависи од возраста. И затоа во оториноларинголошката пракса, како протокол ни доаѓа веќе, кај деца под 5 години не ја ни правиме аудиометријата, бидејќи на валидноста на тие резултати не можеме да се подпреме. Многу фактори влијат. Да, сега кај постари дечиња ја правиме, баш е екзактна метода, обично знае да видиме кај зголемен трет крајник кондуктивна редукција на слух, што значи тоа намалување на слухот за ниските фреквенции еднострано или обострано. Двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма, сте повелете. Едно прашање до докторката. Поздрав. Ви благодарам, секако повелете. 7-годишно дете, по-долго време кашла, а сега па му се заткнато грлцето, не може да зборува. Има нешто лек? Така, значи 7-годишно дете кој што е подолго време кашла, колку што ве разбрав, а сега конкретно разбравте? Да, има промена на бојата на гласот. Ларингитична? Дали тука се уште гледачката, ако сакате да поставите некој подпрашање евентуално? А ако не, повелете. Добро. Значи, честа работа во детската возраст, 7-8 годишно дете, се уште не созреан имунолошки систем, активно детенце, сигурно оди на училиште, нели? Така да, претпоставувам дека станува збор за некоја состојба во носот, која што може да не е дури ни вирусна, ни бактериска, може да е дури алергиска компонента, што толку долго време перзистира. Обично, кога станува збор за вирусна бактериска компонента, тие се разрешуваат за 1 недела, 2 недели, нели со терапија. Меѓутоа, алергиските компоненти знаат да не бидат првим препознаени и затоа да обстојат толку време да продуцираат секрет, тој секрет да се слева надоле, да оди кон ларингсот, да направи после едем, значи во пределот на ларингеалните структури и околу гласилките, што може да доведе до појава на промена на бојата на гласот, така да треба всушност да се види етиологијата. Бидејќи, ако ја знаеме етиологијата, ќе го најдеме и решението на проблемот, затоа што различно се третира вирусен, бактериски или алергиски ларингит. Значи потребен преглед за да се утврди зашто точно станува збор и за да може да се даде и конкретен совет и препорака во однос на лекувањето. Уште еден гледач ќе се вклучи во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден за него. Ало, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до докторката. Јас сум баба на 17 годишен внук. Така.
како малечок имаше алергии, обструкции, лежеше од козле, и сите тие проблеми го спреа со сите работи. Сега има 17 години, алергиите се поминати, се појавуваат повремено, меѓутоа дише на уста нон-стоп, постојано. Аз сум читала дека е многу штетно да се дише на уста. На нозо се дише, и сите прегледи што мајстерка ми ги правеше, има носната преграда. Некаков проблем со носната преграда. Така. Па сега ви интересира кој е решението на овој проблем? Ето му рече дека после 18 години може да се направи таа корекција на преграда. Така. И колку е тоа штетно што толку време постојано дише на уста. На уста. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Благодарам за прашањето. Значи, претпоставував уште додека анамнезата, што викаат старите доктори, е пола диагноза некогаш на вистина. Значи, станува збор за 17 годишно дете, кое што веќе излегло од фазата на животот, каде што третиот крајник е активен, мада се прави тој преглед за да се тоа исклучи. Така да, дишењето постојано со отворено уста, уште при анамнезата, укажува дека детето има некој проблем со девијација на септумот, искривување на носната преграда. Искривувањето на носната преграда значи може да биде вродено, конституционално, но најчесто настанува и како резултат на повреда уште од детската возраст, значи повреда спортска, паднала од скали, од точак, како и да е. И ако не се тоа на време санира, репонира, заостанува една девијација на септумот на носот, која што, зависно од која страна е девијацијата, пример да речеме ако девијацијата е во десно, обично левата страна на носот се адаптира на тоа, заради тоа што преку неа се пречистува, навлажнува, стоплува воздухот и доаѓа до хипертрофија на обично на долната носна школка од контрастраната кај што е девијацијата и навистина има оттежното дишење на нос тогаш, особено ноќно време. И што да прават тие деца или тие луѓе, мора да дишат на уста за да се го задоволат капацитетот на белите дробови, значи. Меѓутоа сето тоа не е добро, затоа што воздухот кој што треба да биде пречистен, навлажен, стоплен преку носот, доаѓа директно на грлото и го вознемирува и го малтретира грлото. Односно грлото станува посуво и секогаш надразнето и се менува дури и бојата на гласот. Кај детево, кај дечково, значи ако девијацијата е многу изразена, се советува оперативен третман. Има 7 вида на девијации на септумот на носот, некај сите се препорачува оперативен третман. Може некогаш таа хипертрофија што се јавува на меките ткива на носните школки да се решава и конзервативно, па да се помогне во многу при дишењето. Меѓутоа, доколку му е советуван оперативен пристап, во тој случај мојот совет би бил не на 18, туку некаде на 20-21 година, бидејќи кај машките деца окоскувањето на носните јадра на коските на носот завршува во 21-та година. И тоа е веќе дефинитивното, за да нема после некои промени после операцијата. Да. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање за докторката. Ќе бидам кратка. Вака се работи за детенце, девојченце, 3 годинки, кој што има проблеми со третиот крајник и во фаза сме на испитано е дека е 90% запушен третиот крајник, што значи тоа не знам точно, меѓутоа детето ги има истите симптоми што ги кажува докторката. Друго ме интересира нешто, плюс тие симптоми што ги кажа докторката, дали зголемен трет крајник може да влијае на говорот на детето? Девојчето уште не зборува. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Може ли да влијае на говорот? Благодарам за прашањето. Може да влијае, значи, на говорот, меѓутоа сепак мислам дека има и други фактори кои што се многу побитни во однос на кога се развива моделот на зборување, значи тоа подобро може да го објаснат фонијатрите и затоа децата се упатуваат кон тие центри рехабилитациони за слух, говор и глас, кај што може да се направат дополнителни испитувања за да точно им се каже на родителите дали само третиот крајник тука игра некакво влијание или има и друг некој проблем, например, кој што треба да се решава хируршки. А инаку обструкцијата од 90%, како што им кажале на родителите, збориме на тој сонус, епифарингс, големина на трет крајник. Тоа значи само 10% Тоа значи бродност? дека исклучително тешко поминува воздухот
низ епифарингсот и исклучително тешко е дишењето. И сега не знам, пошто се исклучија, сакав да прашам дали е почнат евентуално некој конзервативен третман кај детето, дали е почната соодветна терапија, затоа што, например, до пред едно 7-8 години, секогаш кога ќе видевме дете со голем трет крајник, препораката беше да се прави хируршка интервенција, аденоидектомија, односно отстранување на третиот крајник, сега протоколите се сменети. Особено еве последните 5-6 години од последниот светски конгрес што беше оториноларинголошки во Париз 2017 година, имаме сосема нови протоколи. Значи ние како доктори први сме должни да почнеме конзервативен третман таму кај што може. Што опфаќа тој? Значи тој опфаќа третман со интерназални кортикоспрееви. Значи прво имаме промивка на носот со солена вода, Добра. било која, значи да се направи тоалета на носот и после се употребува интерназален кортикоспреј наутро по едно впрскување во секоја ноздрава, 40 дена во континуитет и да ви кажам, значи дава резултат. Кај голем број на деца има намалување на хипертрофијата на третиот крајник, така да голем број на деца што порано би се оперирале од таа патологија, сега всушност поминуваат со неколку пати употреба на тој спреј во текот на годината. Што е голема предност? Секако. Бидејќи сепак има имунолошко значење. Да. Доколку е здрав. Доколку е здрав, секако. Значи, супер да ги имаме доколку се здрави. Така, јасно. Во спротивно представуваат изворишта на инфекција. Значи обратно. Така да кај родителите тоа што го имам забележано е секогаш прашуваат кортикоспреј, докторка, тоа страшно ли е, мора ли, како да биде, да не Родителите има имаат фобија од кортикостероиди кога се во прашање нивното дете. Нормално. Значи за децата сме најосетливи, тука нема збор. Значи истекогаш одиме на тие препораки дека тоа не е системска терапија, дека е локална терапија, дека влијае на ситуацијата на слузницата во носот и на третиот крајник и дека плазма концентрациите што ги стигнуваат во крвта се помали од 2%. Така да нема никаков проблем во однос на тоа дека ќе направи нешто намалување на растот на детето или некои други компликации, дека ќе делува на надбубрегот или ќе го активира надбубрезните жлезди како што тоа би направила долготрајната употреба на системска кортикотерапија. Меѓутоа, јас да си кажам за мене и не го давам да кажеме пречесто. Сепак мора да се води сметка колку ќе се даде, како ќе се даде, да се мониторира пациентот. Кому ќе се даде. А по прекинот на кортикостероидната локална терапија се случува повторно да се врати големината на третиот крајник? Се случува. Значи, ако има повторни инфекции, значи децата нормално се враќаат во своите животни средини, во градинка, на училиште, таму е затворен простор. Ја не зборам дека ние треба нашите деца да ги чуваме стерилно, не напротив. Тоа се супер што одат во градинка, нели, се дружат меѓусебно, социјализираат. Меѓутоа во тие затворени простори се рачунете дека децава они во прекрасниот детски свет имаат и поголема интеракција. Значи повеќе се дружат, повеќе се допираат заеднички играчки, заеднички прибор, се држат за рачиња, па ќе ги остават играчките, ќе го стави прстот во носето, во устата, така да можноста за пренос на инфекција е многу почеста, така да. Пак доаѓаме пак може да дојде до зголемување на третиот крајник, сакам да кажам. Имаме уште еден гледач кој што очекува да се вклучи во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Ја прво да се извинам, ве пратам од Сабајле проблематичен трет крајник. Така, да. И тоа случајот што сакам да го поставам кај докторката, прво поздрав и се најубаво. Се работи вака за внуче, 5 години е машко дете. Мислиме дека не се работи за трет крајник, али би ја замолил докторката, ако предпоставувам дека има познавање во тој дел, кога почне веќе да збори, почна да завлекува некои зборови. Не да дътка, онаа дъткање се разликува од завлекување, тоа докторката го знае веројатно. Така. Го носиме на психолог, на логопед. Така. Да. Меѓутоа, приметуваме дека ние, аз сум дедо и баба, ние го чуваме најмногу, таткото и мајката се на работа до 4-5, значи цел ден сме ние со него и приметуваме дека нема некои посебни резултати од тоа носење на логопед. Значи детето не дътка,
Така, него и за влекови завлекува. има некаков проблем при изговарањето на зборовите. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија. Докторката е специјалист по оториноларингологија. Сметам дека ова не е во вашиот домен, но и ве можете да дадете некоја препорака. Јас сметам дека сепак логопедот е вистински избор во овој случај. Точно, но и вие логопедот е дадете вистинскиот избор во овој случај, меѓутоа секако сите тие деца нели што работат со логопед, претходно треба да има и оториноларинголошки преглед, па некогаш дури и преглед кај максилофацијален хирург, за да се види да не има некои вродени аномалии кои што не дозволуваат на пример да се зборува, па некогаш дури и френулумче подјазичната да речеме може да создава проблем. Затоа првин да се направи нели преглед за да се исклучат сите тие органски проблеми доколку ги има. Доколку ги нема, работата со логопедот само упорност и трпение ќе си даде резултат. Така, да се вратиме на темата на која што зборувавме, проблематичниот трет крајник. Добив знак дека има уште еден гледач. Ајде да му дадеме предност, па ќе продолжиме со начинот на лекување. Добар ден. Добар ден, благодарам. Повелете. Јас пред малку се јавив за 17 годишното момче. Меѓутоа, сакам да поставам под прашање, слушно ли постои ортодонт, дава некои протези, не знам како изгледа тоа, се стават во уста да мора да диши низ нос. Ама тоа би било сигурно тешко за младоцнукот и има девијација на носната област. Така, добро. Да, ве интересира дали тоа би дало резултати. Излегуваме малку од темата, но ете, сосема накратко, доктор, ке повелете. Ако има стеснатост, збиеност на забалото, значи секако дека ортодонтскиот третман ќе си го прошири, ќе ги прошири лаците на горната и на долната вилица и со тоа ќе овозможи поубав простор. Меѓутоа, девијацијата на септумот со решавањето на тие работи, значи не корелира. Добро. Да продолжиме на темата на која што зборувавме, начин на терапија, ги споменавте кортикостероидните спрејови, локално кои што се даваат за да се намали третиот крајник, но советувалите ли некогаш да се прима и антибиотска терапија? Да, особено кај акутното воспаление на третиот крајник, нели спомнав дека обично 3 вида бактерии се присутни таму и тогаш, значи, секако третманот е тоалета на нос со солена вода, антибиотска терапија дадена доволно долго време, барем 10 дена, по соодветни дози, за да можеме таа бактерија да ја уништиме и многу помага аспирацијата на секретот од носот, особено во првите 2-3 дена од лекувањето, бидејќи евакуација правиме и нема слевање на секрет и нема после дополнителни проблеми со кашлица или слевање на кондолните дишни патишта. Комплексна ли е таа аспирација? На секретот? Не е комплексна, меѓутоа треба да си ја изведува професионалец за да не повреди некоја од структурите во носот што ги имаме затоа што носот иако е мал орган има многу во него. Има некои видеа на интернет, јас се извинувам што ќе ве прекинам, за отстранување на секретот од дишните патишта, родителите во едната ноздра ставаат шприц со вода, од другата истекува секретот, што велите за тоа? Тоа е тоалета на нос, значи се препорачува или на тој начин како што го кажувате вие или само со павкање на спрејчиња во нос и после дете што знае да издува да го издува, а може на пример и со физиолошки раствор со шприц да се прсне во десната па во левата. Голема доза става, 5-10 милилитри, да. Од другата ноздра. Таман убаво ќе се промие и епифарингијалниот дел, ќе му се каже на детето дека делот водата ќе дојде во грлцето, ќе ја испљука, тоа е супер тоалета. Меѓутоа тоа е една оди пред употребата на интерназалниот кортикоспреј. Ако на тој начин ја прават родителите тоалетата, па после го стават спрејот, направиле голема работа. Бидејќи иначе, ако zostaне секрет, имаме секрет нели во носот, и кога ќе се прсне кортикоспрејот, ќе се залепи на секретот, што не е исчистен. И нема да се залепи убаво на слузницата, така да ефектот ќе биде малце поспор. Така, а пред да се одлучите каква антибиотска терапија да дадете, потребно ли е да се земе бриз? Да. Значи, многу е тешко да се земе бриз од третиот крајник. Исклучително тешко. Значи, обично се зема бриз од нос и од грло, за меѓутоа претпоставуваме тоа што го има во носот, дека ќе го има и во третиот крајник, нели? И најубаво е да се работи така. Значи, медицина базирана на докази. Ако има можност докторот да направи бриз од нос и од грло пред употребата на антибиотската терапија, меѓутоа ние како оториноларинголози често пати се среќаваме со проблемот што дечињата кај нас веќе доаѓаат третирани или дадена терапија на своја рака од родителите или претходно нормално било, како што си е редот кај матичниот доктор, кај матичниот педијатар и почната е веќе таа терапија, така да веќе кога е почната антибиотска терапија не можеме да правиме брисеви затоа што би биле маскирани резултатите, па дури сме веќе ограничени и во поставувањето на
нели крвна слика и АСТО. Доколку детето е без терапија, убаво би било да се почне така. Да се назначи комплетна крвна слика, доколку смета докторот дека треба да се назначи ЦРП, бидејќи смета дека тоа е бактеријска инфекција, да го имаме и тоа како податок, и да се отпочне адекватна терапија според антибиограм. Да пуштиме тука. И секако, нели, секако прашањето кон родителите, дали детето досега имало појавило алергија кон некој лекој. Најбитното нешто е тоа. Бидејќи кај децата веќе, нели, кога почнуваме со соодветна терапија, може прв пат прима антибиотик. Треба да бидеме многу предпазливи. Да пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната тема. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборуваме за проблематичниот трет крајник, но исто така ќе проговориме и за воспалението на грлото, кои што се исто така поврзани со проблемот на другите крајници кои што се наоѓаат во грлото. Доктор Маринела Малинова, специјалист по оториноларингологија, е денешната гостинка во студиото на Телма. Докторке, кога се препорачува да се оперира третиот крајник, односно хируршки да се отстрани? Како што спомнав, нели почнуваме со конзервативна терапија, која што доколку не вроди со плод, гледаме дека детето, значи не му се намалува третиот крајник, проблемите си перзистираат, тогаш посекако се препорачува хируршка интервенција, односно отстранување на третиот крајник, што е позната како аденоидектомија, која што се извршува воопшто ендотрахеална анестезија, еднодневна хирургија, доаѓа до специјален хируршки инструмент се користи аденоидектом, значи се керетира третиот крајник, се отстранува, исто така се керетираат и тубарните тонзили, се проверува дали е све извадено и тоа е тоа. Порано, според протоколите, децата требаше да се пратат на операција на третиот крајник по третата година. Променето ли е нешто? Третата година е долна граница за тонзилоаденоидектомијата, односно за вадење на сите три крајници, на третиот крајник и на палатиналните тонзили. Кај деца, само ако вадиме трет крајник, може да биде возраста и пониска. Значи да не се чека да се создадат проблеми со слух или пак други последици да се случат, да се фати навремено да се отстрани? Кај деца, особено кај кои што веќе има секреторни отити последователни, кај кои што веќе има кондуктивна редукција на слухот, не треба да се чека. Затоа кај некои деца се оди на интервенција и под третата година од живот. А инаку да, тие се протоколите. Обично се чека до третата година, бидејќи нели одиме на wait and see, да не избрзуваме, особено сега новите протоколи налагаат поконзервативно сето тоа да оди. Меѓутоа, конкретно за вадење на третиот крајник може да се даде пас, може да се даде дозвола и под третата година. Така, имунолошката компонента сега се дава приоритет на имунолошката компонента на третиот крајник како имунолошки орган. А понекогаш родителите прашуваат ли, има ли гаранција дека по отстранувањето на третиот крајник тој нема да се врати? Прашуваат, затоа што им се случило, например, на некогаш, со првото дете им се случило, треба и за второто дете да ја прават истата интервенција, обавезно го поставуваат тоа прашање. Аденоидектомијата е интервенција која што не се работи под контрола на око. Значи, затоа може да заостане, колку и да е искусен хирургот, колку и да си ја знае работата секојдневно да го работи тоа, може да заостане мало делче од тоа лимфно ткиво, од кое што после може да има разраснување, ретко се случува. Меѓутоа може да има разраснување повторно на третиот крајник, за разлика од палатиналните тонзили, кои што се работат буквално под контрола на око и тоа многу ретко да заостане рест тонзила или парченце од тонзиларно ткиво. А што е со другите два крајника кои што се наоѓаат тука од страните на грлото, доколку не се воспалени? Колкава треба да е нивната големина, за разлика од третиот крајник, дали треба тие да бидат мали? Не, значи во детската возраст најнормална работа е да бидат зголемени крајниците, да речеме хипертрофични. Ретко кога си се измеѓу предниот и задниот непчан лак, како кај возрастните. Кај возрастните си лежат во тонзиларните ложи, кај некои возрастни луѓе кои ќе отворат уста орофарингоскопски не се ни приметуваат дека тонзилите се тук. Значи скрос се во ложите. Кај децата обично, значи надворешниот пол е испакнат, така да има зголемување, заради тоа што они се почесто изложени на инфекции, затоа имаат и поголеми палатинални тонзили. Меѓутоа самата хипертрофија на палатиналната тонзила воопшто не значи
дека треба значи да се вадат крајниците. Значи, ако се зголемени, не мора да значи дека Не треба мора да се значи дека треба да се извадат. вадат. Да. Имаме гледач, да му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам во врска со дете од 2 години и 8 месеци. Така? Веќе втор месец се жали на болка во увото. Констатирано е дека има воспаление на увото со зголемени мембрани и секрет позади мембраната. Во носот и грлото не лесна нозилна слузница и не е прегледан третиот крајник. Така. Па сега... Прима антибиотска терапија и тоа. Добро. Прашање дали треба да се прегледа крајникот, дали за вадење... Дали тој би можел да биде причина за оваа состојба? Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Благодарам за прашањето. Дефинитивно треба да се прегледа кај детето третиот крајник. Штом веќе им кажале дека има и секрет позади мембраната, значи станува Значи збор... тој е индикатор дека има зголемен трет крајник. Дека прави притисок и врз остојмата на тубите. Од едната страна, еве, втор месец му се преповторува, значи може би не е евакуиран секретот од позади мембраната. Ако нешто не се превземе во скоро време, освен антибиотската терапија и дополнителна друга терапија, може да дојде до кондуктивна редукција на слух. И треба да се направи кај детето не само преглед на третиот крајник, туку и тимпанометрија. Да се провери каков е слухот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас само сакам да прашам дали сите го имаме третиот крајник и децата и возрастните. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ова го разрешивме на дилема ја разрешивме на самиот почеток од емисијата, но еве докторката ќе сублимира накратко за вас. Повелете. Значи третиот крајник го имаме сите, меѓутоа не значи дека е проблематичен кај секого. Околу 12-та година од животот се намалува или еволуира бидејќи веќе не е толку активен. Така, а доколку кај некој возрасно лице се јави ваков проблем со ушите, како што ни кажа претходно гледачката, дали исто значи дека би можело да има некаков проблем со третиот крајник, дека се уште би можело да значи, меѓутоа ретко се случува, значи да е активен третиот крајник кај возрасен човек, така да веќе при прегледот, ако веќе има нешто зголемено во тој епифарингеален простор, може да биде и нешто друго, значи може да биде и тумор, така да друга е сосема патологијата кај возрасен и кај дете со епифарингеалниот простор. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака се работи за 20 годишна девојка. Значи немама проблеми со крајниците, речиси никогаш, или како дете што не се сеќавам. Со оглед на тоа што АСТ-то беше секогаш високо, го следевме, растеше повеќе и повеќе, до 1200 и доктор кажа дека треба да се отстранат. Ги отстранивме крајниците здрави, розови, без проблем никаков, но и после 2,5 години се уште АСТ-то стои високо. Направен е преглед ревматолог, кардиолог, значи детето е здраво, како што и претходно и сега нема никакви проблеми, а АСТ-то уште стои 1180-1200 не се симнува. Што ќе каже докторката за тоа? Така, ви благодарам за вклучувањето. Можете ли тука да дадете некоја насока како оториноларинголог? Секој би помислил дека жариштето фокусот се палатиналните тонзили и затоа било предложено да се извадат палатиналните тонзили. Затоа што некогаш можеби они самите не прават чести гнојни ангини, ниту перитонзиларни абсцеси, меѓутоа во нивните крипти, значи се полнат со храна, се распаѓа таа храна, има ностоп присуство на бактерии, ностоп присуство на бета-хемолитичен стрептокок од групата А и може да прави жаришни инфекции, односно рассејување на инфекции. Кај некои луѓе може да направи гломерулонефритис, ендокардитис, алопеција и затоа претпоставил докторот дека најверојатно фокусот е во крајниците ради високото АСТО и затоа било препорачано да се извадат палатиналните тонзили и често пати со тоа се решава проблемот. Но тука што има пак висок титар на антистрептолизински титар на антитела, тоа укажува дека девојката е пак често пати под тој стрептокок, значи често пати го има стрептококот кај неа како инфекција, меѓутоа очигледно не е во крајниците. Жариштето е на друго место. Жариштето е на друго место. Да. А иначе бета хемолитичниот стрептокок од групата го продуцира
тој стрептолизин О, односно токсин, и како резултат на тоа нашиот организам реагира со создавање на антитела и тие се тие антистрептолизински антитела што ги мериме и што укажуваат на често присуство на стрептокок. Треба и понатаму да се бара каде е жариштето. Треба да се види каде е жариштето, да. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам за девојче 4 години. Така? Значи, постојано беше со кашлица, со обструкција беше. Сега последно многу изагноја крајниците, значи има и трет крајник. Примаше лекоклар, антибиотик, исто со физиолошки раствор во носето и со локален антибиотик. Тоа го завршивме, значи со лекокларот недела и пол, па му го дадоа сега калменте и алвотавезинот. Сега, ама многу постојано рчи во спиењето и затворена уста и лигајца му се прави. Така. Ни рекоа дека после 5 години можело со операција. Добро, сега ви интересира што би можеле во моментот да преземете? Да, премногу грчи, а калментото го користиме скоро 20 на дена. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Значи, детето е со голем трет крајник и со гнојна ангина. Сега, дали се тие чести и преповторувачки гнојни ангини или прв пат се случува, не знаеме. А ако прв пат се случува гнојната ангина, дадена е комплетно соодветна терапија како што треба и ќе се реши. Меѓутоа, доколку имаме преповторување на гнојните ангини, 3 пати во годината детето страда или 3 пати во годината пие антибиотик, за сметка на крајниците, веќе треба да се размислува, па и во насока на тонзилектомија, односно тонзиладениодектомија. Калменте спрејот што им го ординирале е тој интраназален, еден од интраназалните кортикоспрееви за кој што зборувавме. Значи е дел од таа терапија за намалување на трет крајник и ќе вроди со плод. Значи, само треба редовност и упорност. Да, и уште побитно нешто е тоа што го спомнавме, а го спомна и гледачката, дека претходно го мијат носето, па после го аплицираат спрејот. Така. Тоа е тоа што треба да го прават и сега, ако има успех, значи детето ќе помине без хирушка интервенција. Едноставно ќе си порасне, ќе му созре имунолошкиот систем, сега ќе му бидат тие проблеми, после нека 8-та, 9-та, 10-та година тие се намалуваат и после 12-та година децава и ги немаат, ретко кога имаат таков проблем. Меѓутоа, доколку заостане целата оваа проблематика, па спомнавме, има дечиња кај кои што даваме таа терапија која што треба да ја дадеме, меѓутоа не е функционална. Тогаш се оди кон хирушка интервенција и се решава проблемот. А како изгледаат болните крајници кои што се видливи со око и се на двете страни од нашето грло? Дали треба да се набраздени, па на нив да има некаков бел секрет? Понекогаш и здравите крајници се зголемени. Да. Има ли разлика? Има разлика, значи разликата е дали станува збор за акутно или за хронично воспаление на палатиналните тонзили, односно на двата крајника што ги имаме во фарингсот, во грлото. Кај акутното воспаление секогаш има хиперемија. Тие акутни тонзилофарингити... Што значи хиперемија? Црвенило. Црвенило. Значи, тие акутни тонзилофарингити ги викаме ангини. Таа може да биде ангина катаралис, каде што има само хипертрофија, зголемување на крајникот, црвенило на крајникот. Меѓутоа, може во криптите да се насобрал гној и тогаш тонзилата поприма еден типичен точкаст изглед како печурка со бели точки, значи тоа е ангина лакунарис, најчестата форма на гнојна ангина. Може гнојот да е распределен по целата површина на крајникот, тоа е значи друг вид на ангина, ангина конфлуенс, и четвртиот вид е ангина фоликуларис. Значи имаме жолти проминенции ради воспаленијата на фоликулите. Сите тие гнојни ангини обично се предизвикани од тој што го спомнавме бета-хемолитичниот стрептокок од групата А, освен катаралната која што може да биде и од вирусна етиологија. И да се надоврземе на тоа што го спомнавте вие претходно. Доколку детето не е веќе поставено под антибиотска терапија, да се направи брис од грлото, брис од носиот грло. Така. Нормално, кај ангините секогаш го проверуваме и носот. Неретко се случува секретот да се лизга од носот кон грлото, нели? Тогаш пристапуваме и кон третман на слузницата на носот. Се дава антибиотска терапија доволно долго време и се следи, после се прави контролен бриз. Од она што го имам до сега како сватено како искуство, децата со акутно воспаление на палатиналните тонзили, односно со гнојни ангини, се дехидрирани, се во една тешка општа состојба, не јадат, можеби некош нема да јаде со денови. Не може ни да голтаат. Не може ни да голтаат. И сега
ние му дадеме антибиотик, он не може да го прими антибиотикот. Знае да го поврати, ништо не сме направиле. Во тој случај, подобро е првите 5 дена терапијата да биде интравенска. Значи заедно со антибиотикот да се даде и физиолошки раствор и витамини, да се рехидрира детето. Ако треба да се даде малце и кортикотерапија интравенски, за да може да се делува на воспалението и веќе од 5-тиот, 6-тиот ден да се надоврземе на антибиотска терапија преку уста. Секако лекувањето треба да оди барем 10 дена, ако сакаме да нема рецидив и заедно. Точно. Имаме гледачи на линија, добив знак да ги вклучиме во програма. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до докторката, до вас. Ви благодарам. Имам едно прашање. Се работи 6 годишно дете, 2 месеца, скоро 2,5 месеца кашла, така и силно. Еве 3 недели му даваме инхалација, ама нема подобрување. Така и засипнато е веќе сега. Што може да се стори? Нешто за грлото, за барем да му се пушти глас. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Што може да се направи во овој случај? Значи, што му оди толку долго време целата таа манифестација, тие симптоми, таа патологија? Значи, треба да се направи пнеумослајд, за да се види што се случува со интерстициумот на белите дробови. Често пати знае таму да има вируси или бактерии кои што не можеме да ги детектираме со слушалка или со рентген снимка. И исто така треба да се обрне внимание да не всушност не станува збор за вирус или бактерија, туку за алергиска компонента. Па да се оди кон адекватната терапија. Значи потребно да се направи испитување. Ајде да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден за него. Дали се слушаме? Добар ден? Не. Добив знак дека тројца гледачи имам. Дали може би ќе го вклучиме следниот? И тој се исклучил во ред. Докторке, што се презема доколку воспалението на крајниците е од вирусна природа? Доколку се утврди дека не е бактеријата причинител за воспалението? Да, кога имаме вирус. Крајниците на грло, на крајници, болките се присутни и слично. Значи, порано препорачувавме само симптоматска терапија. Аналгетици, антипиретици, витамини, појачана исхрана, одмор, значи како за вироза. Меѓутоа, во денешно време веќе имаме виростатици, лекови кои што се конкретно за таа намена, кои што се во исто време и имуномодулатори, имуностимулатори, кои што покриваат голем број на вирози, особено вие горно-респираторните, што ги имаме секојдневно, така да и како помагаат во третманот на вирусните инфекции. Инхалациите посекако исто си се многу значени. И моето последно прашање за денеска, која е првата помош доколку крајниците наеднаш утечат и го блокираат пристапот на воздухот? Дали треба да се не може толку брзо? Не, тоа е веќе алергиска реакција. Значи организм, ако така се случи, организмот дошол во контакт со некој алерген или преку воздух или преку уста најчесто, пример кога се јаде некоја храна која што не знаеме дека може да смета. И тоа е веќе ургентна состојба. И тоа е веќе ургентна состојба. Треба се повика брза помош и слично. А доколку се благо отечени, има некои препораки на интернет да се внесе детето во тоалет каде што е пуштена топла вода за да има водена пареја, па да вдише од водената пареја и потоа веднаш да се изнесе надвор. За вазоконстрикција да вдише ладен воздух. Тоа се препораките за сублотичен ларингит. Тоа е за ларингит. Значи тоа нема врска со крајници. Да, нема врска со крајници. Затоа и ви реков да разрешите оваа дилема, бидејќи на интернет може да се најде како совет, но таму има се и се што секако. Затоа и каниме стручни лица во студиото на Телма за да се разрешат сите дилеми поврзани со болестите. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас и поздрав до сите гледачи на вашата емисија. Почитувани во беше се во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. До гледање до следната средба.